2013 година субвенциите изнесуваат 130 милиона, додека кај оранжериите имаме 90.000 денари по хектар. Значи, вкупната сума на субвенции во однос на 2005 година е зголемена за 17,5 пати, додека средствата кои се издвојуваат за субвенционирање на оранжериско производство се зголемени само за 80%. Од друга страна, цената на мазутот само во периодот од половината на 2009 година до 2013 година е зголемена за 249%. Вкупно 17 оранжери, колку што има во Република Македонија, и кои покриваат околу 240 хектари, земјишта од кои 200 хектари се активни за производство на рамногодинарски култури и користат енергенс мазут. Значи, 4 оранжери со некаде вкупни површини од приближно 40 хектари користат геотермални води. Меѓутоа, поради енормното зголемување на трошоците за грејење, како резултат на цената, зголемената цена на мазут, од приближно 70% од вкупните трошоци, оранжериите во Република Македонија се доведени во ситуација комплетно да го изменат својот производен циклус. Односно, наместо да имаме производство на рамноградинарски култури во зимско-пролетниот период, кој производство е интересно и во делот на извозот, тие се ориентираат кон подоснежно производство, со што понудата на пазарот се поклопува во исто време и со понудата од пластениците, а што секако негативно влие и на доходовноста и на оранжериско производство, но и на пластеничкото производство. Што се однесува до третото прашање за субвенциите, производителите сметаат дека се со програмата на владата се запоставени. Како што напоменавме, 17,5 пати е зголемена субвенцијата од 2005 година наваму, додека зголемувањето на средствата кои што се даваат на оранжерите е само 80%, наспроти 249% зголемување на мазутот за 4 години. Нивното барање до крајот на ноември исто така да се оствари средба со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со цел уште еднаш да се преиспитат можностите за зголемување на средствата за субвенционирање на оранжериско производство.